Неодговорното однесување на поединци кои градежен шут отпадни материјали и смети сврлаат каде што ќе најдат место, создаде гради слики во речиси сите населени места во општина Кочани. Практично се исфрла се и сешто, без да се води сметка за загадувањето на животната средина и долгорочните последици врз природата. Диви депонии преку ноќ се создаваат покрај патиштата, во периферијата на градот и селата, во речните корита. Доволна е само една мала прошетка во околината за да се види колку сме далеку од Европа. Па сепак, според извештаите на надлежните инспекциски служби, состојбата со постоење на диви депонии на територијата на општина Кочани во последно време е видно подобрена како резултат на засилените контроли и интервенциите на КЈП водовод на жариштата кои повремено се јавуваат. Дивите депонии од комунален смет најчесто се јавуваат покрај патиштата и на други лесно пристапни места. По пријава на граѓани или комунални редари, КЈП водовод постојано е во акција на нивно отстранување. Контролираната ситуација со комуналниот смет е резултат на зачестениот инспекциски надзор од комуналните редари во соработка со полицијата, но и активностите на КЈП водовод околу изнесувањето на комуналниот смет од домаќинствата од селата Мојанци, Горни и Долни Подлог, Градовци, Тракање и населба Оризари. Диви депонии од градежен шут и земја се појавуваат главно на територијата на градот Кочани, односно неговата периферија, и покрај тоа што постојат 4 дозволени депонии кои се во функција и се наоѓаат на патот кон Пониква, во населбата Трајаново Трло, покрај патот од Усово Чешма кон Припор и Градче, над фабриката за вода во населба Оризари и поранешната депонија за комунален смет на патот Оризари Пресека. За надминување на состојбите и долгорочно решавање на овој проблем, неопходни се уште позачестени контроли на инспекциските служби, информирање на населението за тоа на кои депонии и што може да се исфрла, но и уредување на постоечките депонии и самодисциплина на граѓаните.